Добар ден, отец Бобан Митевски. Се наоѓаме во црквата Свети Никола во Аеродром да поразговараме за православната религија, токму денеска е Света Петка. Како ја дефинирате вашата вера и какви учења поучувате во православната црква? Онака како што и самата сумиравте во прашањето, всушност се работи за вера и тоа подразбира вера која што е откриена или е богодадена, и нашата вера е откровенска вера, затоа што подразбира дека ни се откри од Бога, но тоа е кога говориме за концептот на верата. Кога говориме за верата како израз на самиот човек, тогаш станува збор кај него за чувство или за доблест, затоа што да се верува значи да се биде сигурен дури и над знаењето дека нештото постои, да се биде уверен. Така што самиот збор вера е комплексен или повеќе аспектен во своето значење. Од една страна означува доблест, добродетел, од друга страна го означува самиот систем на верување, односно на уверување. Како што кажав, ќе сумирам, православната вера е откровенска. Ние веруваме во едниот и вистински Бог во три лица, во Отецот, Синот и Светиот Дух, и тој троичен Бог е оној кој што преку својот Син, Словото Божјо воплотеното, ни го откри верувањето. Односно, тој ни се откри, ни се представи во полнота, бивајќи, воплотувајќи се како очекуваниот Спасител, и на тој начин ни го откри сведоштвото за себе. Отец Бобан, која е вашата улога во вашата црква? Јас сум свештеник и православната црква има всушност сите оние кои што и припаѓаат се нарекуваат царско свештенство, а пак во рамките на тоа царско свештенство има една поделба, има функционално свештенство. Јас припаѓам на функционалното свештенство или она кој извршува некаква функција во рамките на дејноста, мисијата, делувањето на царското свештенство, а другиот дел се верниот народ, верниците. Така што јас сум оној кој што предстои на литургискиот собор подадениот благослов од надлежниот местниот епископ и кој што ја принесува заедничката жртва. Значи, од името на сите, одбран со волјата на народот, преку амин на народот и благословот на епископот, да ја принесува жртвата, значи од сите и за се. Како христијанството се разликува од другите религии? Најпрво преку самиот систем на верување, преку формулациите на верувањето. Ние ги нарекуваме догми на верата или вистини на верата, и преку она што ви го кажав. Значи, православието е откровенска вера или откриена вера, за разлика од сите други кои што ги именуваме како религии. И тоа е разликата меѓу религија и вера. Кои се основните црковни обради и свети обичаи што се следат во вашиот верски обред? Најсуштествен сегмент е светата литургија, и тоа е она служба на заедничарењето каде што сите, формирајќи го како единки соборот, заедницата, стануваме едно тело и еден дух, така исповедаме, и ја принесуваме заедничката жртва, како што спомнав и претходно, за сите и за се. На тој собор предстои епископот, а со власта дадена од епископот предстојат и свештениците, односно свештенослужителите. Значи, литургијата е централното место и се од литургијата произлегува. Сите други потоа обреди и тајни произлегуваат од литургијата. Ако не произлегуваат од литургијата, тогаш не се дел од христијанското предание, туку станува збор за нешто или увезено или нешто ново измислено. Значи, се во православната вера треба да го има својот контакт со литургијата. Значи, литургијата е таа централна, би рекол, служба во која што црквата се согледува и како собор и се согледува како заедница, односно заедница која што действително се остварува, но и која што ја очекуваме да се оствари во Царството Небесно. Сега, тука посреди се, например, крштението, што значи воведување на еден верник во православната вера и од тога што станува член на православната црква.
Потоа ја имаме светата тајна брак, што подразбира венчање на две личности, маж и жена, кои што сакаат да се соединат за заеднички живот и да ја остварат проекцијата за човекот, односно да се спасуваат како едно. Потоа го имаме и свештенството, например давањето на чин, го имаме и елеосвештенството кој што го извршуваме врз болните и така натаму. Имаме и други обреди кои што повторно се поврзани, како што ви кажав, со самата традиција, со самото предание, например светењето на вода, осветувањето на свето масло и така натаму. Какви се црковните служби и задачи што верниците треба да ги извршуваат во вашата црква? Па нема ништо што е, како би рекол, задолжително во насока на да се приморани тоа да го прават. Значи, во верата се пристапува и се живее со слободната волја. Не се живее по примораност дека мора да го прави тоа. Туку тоа треба да го стекне како начин на живење. Треба да сака, да го усвои и преку упорното живење на крај да стане како начин на живење. Не е тоа нешто што е пропишано дека мора да го извршува, па ако не го извршува ќе следи ваква и таква санкција. Санкцијата е во тоа што ако јас не се движам во светлината, нема да гледам каде да одам и ќе паѓам, ќе се сопнувам. Ако се движам во светлината, во осветлен тунел, во осветлен простор, тогаш значи дека се трудам да одам онаму каде што треба да одам и на тој начин не паѓам и не се ранувам. Значи, христијаните треба да учествуваат во литургискиот собор, треба да доаѓаат и да учествуваат во литургиите за време на неделите, како ден недела, и за време на празниците, како што е денесниот празник, нели, и да ги примаат над себе светите тајни, најмногу од се како најсуштинска светата тајна Евхаристија, односно причестувањето со светото тело и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Секако тоа подразбира и соодветна подготовка за да може да се пристапува. Како вашата црква ја поттикнува духовната растеж и близина со Бог и како настануваат верниците со своето лично верување? Па црквата е пред се мисионерски настроена и црквата никогаш не престанала да биде мисионерска. Што значи тоа? Никогаш не престанала да го сведочи доброто слово кое што ни го донесе Христос, односно Спасителот Господ Исус Христос. А тоа е словото на спасението и словото преку кое човекот станува тоа што треба да стане, односно Бого долично би рекол битие во рамките на природата и по благословот Божи. Така што црквата задачата има во тоа постојано да го проповеда евангелието, а евангелие значи добрата вест, односно благата вест за спасението и да се труди преку своето функционирање да го изразува она за кое што зборува или она кое што го проповеда. Исто така некаде тука од оваја примарна мисионерска цел произлегува на вторичната, дека црквата треба да се грижи и во социјалната дејност, да се грижи во харитативната дејност, кои што не се примарни дејности, туку произлегуваат од оваа примарната, а тоа е мисионерската дејност која што го подразбира проповедањето на евангелието и сведочењето на евангелието во овој свет. Како вашата црква соработува и воспоставува диалог со верски заедници на други верски традиции? Тоа е нормално да се прави и е многу важно да се прави, затоа што денеска нема контекст, би рекол, кој што е чист верски, кој што тој контекст припаѓа само на една религија и на една вера. Речи си да нема држава каде што само една вера ја има. И сите религии, сите вери треба да знаат да комуницираат помеѓу себе за добробитот пред се на општеството, односно да бидат, би рекол, на таа една висина на задачата во која што ќе ги учат и ќе ги поттикнуваат своите верници на добро и на заеднички соживот со сите кои што се поразлични од нив, затоа што на крајот на краиштата како секојдневие делат заеднички интереси и заеднички потреби. Кои се обичаите и обредите што се извршуваат во рамките на христијанската религија, како што се богослужбите и светите причести? Да, како што кажав, значи тоа е литургијата, светата причест, односно Евхаристијата, постои пост и постојат 4 големи пости во текот на година. Какви се тие пости? Кога ние се лишуваме од храна од животинско потекло и нашата исхрана е само во тој период додека трае постот. Постот може да биде повеќе дневен и такви има 4 во годината повеќе дневни пости, пред празникот Божик, пред празникот Великден, пред празникот на светите апостоли и пред празникот на Успение на Богородица. И има секојдневни или еднодневни поточно постови, а тоа се секоја среда и петок.
И постот подразбира не јадење на храна од животинско потекло. Значи, се што е од растително потекло се јаде и тоа е заради еден поусрден или по еден посконцентриран подвиг. Повеќе се внесуваат верниците кога се лишуваат од сластна храна, од храна која што ги мотивира сетилата, нели, вкусот, сласта и така натаму, и тоа го сведуваат на една основна храна и сето тоа придружено со молитвата, кај човекот раѓа или треба да роди духовни плодови и треба да роди добродетели. И обично е така, во времето на постот ние сме пофокусирани и посконцентрирани на духовното и на добродетелното живење. Отец Бобан, како се одржува и подчистува духовната заедница меѓу верниците? Нема стрикно таква категорија, иако постои, значи, и светата тајна исповед или покаяние во која што секој еден верник треба да има свој духовен отец или би рекол личен свештеник. Како што на пример имаме матични лекари, така си имаме и матични свештеници кои што ги бираме по наше наоѓање, по наша волја и кај кого што одиме да се исповедаме и да биваме раководени во духовниот живот. Не може да се замисли животот на еден православен христијанин, не може да се замисли духовниот живот без духовен раководител, кој што е поопитен, кој што е свештено лице, кој што преку своите поуки, преку своето искуство, нели, не води во растење, односно за нас придонесува прави преку своите подвиги, преку своите поуки, преку своето искуство, ние да растеме духовно и на тој начин да го стекнуваме она за кое што сме ние впрочем и создадени, а тоа е заедницата со Бога. Затоа постои такво, значи постои исповед. Потоа постои една света тајна, например, елеосвештение, кога ние осветуваме масло, например, ги помазуваме сите болни за нивно исцеление со вера, значи и за нивното здравје. Но не постои нешто кое што подразбира заедничко прочистување. Сепак, молитвата е најголемиот и најсилниот сегмент од духовниот живот и молитвата од една страна подразбира храна за душата, бидејќи на секоја една душа и треба разговорот со Бога, а молитвата е тој диалог со Бога и колку тоа е попостојано и колку повеќе се навикнуваме на сето тоа, значи ние остваруваме вистинска комуникација или вистинска заедница со Бога. Така што ни се вкупниот живот во црквата, внатре во црквата литургиски живот се случуваат тие духовни промени кои што подразбираат и падови, но и станувања. Кои фактори придонесоа за вашата одлука да станете свештеник? Да, тоа е интересна приказна, барем за мене лична. Јас во семејството, значи, сум имал повеќе свештеници, но веќе кога дошла мојата генерација, неколку генерации во минатото не биле свештеници, туку подалечните генерации. И кога разговаравме дома со моите, затоа што сепак родителите треба да го дадат советот во тој момент, што знае еден осмоделенец, нели, да одлучи за својот живот и за својата професија понатаму, би требало да, нели, да се подпре на искуството на родителите што би му го пренеле. И тогаш го добив ја добив приказната или сведоштвото за традицијата во моето семејство, во мојата поширока фамилија од мајчина страна, каде што сме имале свештеници, така се заинтересирав за тој призив. Од друга страна пак затоа што некако и слабо ми одеше математика, а кај нас, нели, на богословие не се учи толку стрикно и конкретно математика, па тоа беше еден дополнителен мотив, нели, да се определам за сето ова, иако не важен и не пресуден. Повеќе беше пресудно она што како сведоштво ми го представи, нели, мојот родител. Интересна приказна. Како изгледа вашиот живот за проучување на Библијата? За нас Библијата е слово на животот и слово за животот. Има една прекрасна аксиома, една прекрасна мисла која што вели, ако некој сака да ги разбира тајните на животот или ако сака да ги наоѓа одговорите за животот, не може тоа да го прави ако не го чита Светото писмо, односно Библијата. Така што Светото писмо или Библијата треба да биде секојдневно четиво за еден верник, а дополнително за еден свештеник па треба да биде извор и на поука, и на искуство, и на нешто што ќе му биде тема и материјал што тој потоа ќе им го пренесува, нели, на верниците преку поуката. Што значи свештеникот треба да живее со словото на Светото писмо секојдневно. Кој е вашиот најомилен библиски пасус? Па имам неколку. Знаете, тоа обично
како доаѓа животот и како што се чита секојдневно Светото писмо, ние во нешто се наоѓаме и нешто не погодува. Може би денови вели во периодов, а и тоа постојано им го нагласувам на верниците, мене ми е омилено тоа, не прави му го на другиот она што не сакаш да ти го прават тебе. И секако многу други пасуси кои што се толку животни, живи поуки и ако би применувале барем дел од нив, и животот во општеството, и животот во заедницата, и животот во нашата држава би бил многу подобар. Благодарам многу, отец Бобан. Благодарам и вам и за честите